За Универзитетот отворено. Во рамките на кампањата за промоција на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола пред поширокото граѓанство, а во оваа прилика пред се за матурантите кои се на крстопат каде да го продолжат своето високо образование, ги представуваме сите единици на Универзитетот. Па еве во оваа прилика ја представуваме Високата медицинска школа во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Разговараме со директорката на школата, професор доктор Тања Јовановска. Ви посакувам добре дојде во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Можам да кажам дека и претходно сме соработувале, меѓутоа како професор, а веќе сега и како директор на Високата медицинска школа, па ќе дозволите во оваа прилика и да ви го честитам изборот за директор на Високата медицинска школа. Ви благодарам од срце и се надевам дека ќе успеам да одговорам на она што ќе го побарате во моментот од мене, како предпоставена во овој момент. Да кажеме дека Високата медицинска школа им е добро позната на нашите сограѓани, веројатно и на помладата популација, со оглед на тоа што е школа која што има навистина долга традиција и можеби единствена ваква установа која што може да се пофали и со традиција и со квалитет, како професорски, но и на кадар кој што излегува од овде. Се согласувам комплетно со вас. Точно така, Високата медицинска школа е основана 1988 година како единствена стручна школа во Македонија во тој период за едукација на медицински сестри, што значи тогаш постоеше само една студиска програма Општа медицинска сестра. Меѓутоа, во текот на 35 годишното постоење, денес во оваа институција студентите имаат можност да студираат на 5 студиски програми од прв циклус на студии. Студиските програми се постојано нешто што ги привлекува младите, зависно тоа што им се нуди во програмата, колку таа програма што ќе завршат, нешто ќе студират, ќе им помогне потоа во натамошниот нивен, да речеме, кариерен развој, а она што го нудите навистина е интересно и привлечно за младите. Да, токму така. Само да кажам дека студиските програми на прв цикл студии се во време трајање од 3 години и тоа се стручни студии и со завршувањето студентите се здобиваат со звање дипломирана општа медицинска сестра, акушерка и така натаму, зависно од тоа која студиска програма ќе одберат. Имено, на нашата школа постојат студиски програми на кои што можат да се запишат студентите, тоа се следни: студиска програма за општа медицинска сестра, студиска програма за акушерка, студиска програма за медицинско-лабораториски аналитичар, студиска програма за радиолошки технолог и студиска програма за физиотерапевт. По завршувањето, како што кажав, трајањето е 3 години и се стекнуваат со звање дипломирање. Понатаму, степенот или нивото на квалификација што се стекнува со завршување на студите според националната рамка за квалификација е 6Б. Тоа значи дека тоа се стручни студии и тоа се, во нашата школа се профилираат овие струки кои што одговарат и кои што се дел од здравствениот систем. Понатаму, што е важно за студиските програми и што е она што е многу битно? Например, што би потенцирала? Дека студиските програми се атрактивни и во голем дел се усогласени со студиските програми на партнерските универзитети. Посебно ја нагласувам студиската програма за медицинска сестра, техничар и акушерка, затоа што тоа е струката, медицинска сестра и акушерка влегува во категоријата на регулирани професии. Согласно тоа, програмите се усогласени со единствениот европски простор за високо образование според директивите на Европскиот парламент и на Советот за обука на медицински сестри и акушерки, нормално сестри со општ профил. Тоа е што не издвојува од останатите. Практично тоа е и она што на некој начин Високата медицинска школа ја прави атрактивна меѓу младите. Со дипломата која што тука ја добиваат, веќе години наназад кажуваме дека може да конкурираат во било која европска држава за работно место, меѓутоа и надвор од Европа, нешто што искрено не го посакуваме, секој сака младите да ни останат тука, меѓутоа младите денеска за жал едината ја гледат некаде надвор.
со добивањето на оваа диплома, практично тој го добива. Да, точно тоа. Ова усогласено според тие директиви кои што ги спомнав, овозможува нашите студиски програми и дипломите кои што ги добиваат студентите да се препознати и признати на европскиот простор, особено во Германија, затоа што ние имаме статус на H+, на универзитетите во Германија, што им овозможува комплетно препознавање и признавање на нашите дипломи за сестри и акушерки. Постојано слушаме во последно време дека се намалува бројот на здравствени работници, поточно на медицински сестри, значи се тоа на што вие на некој начин тука го подготвувате како кадар, дека се повеќе за жал нели заминуваат, меѓутоа е голем бројот и на оние кои што тука успеваат да најдат работна позиција. Да, значи постои интерес и постои нормално побарувачка за овие наши здравствени профили и апелираат сите институции, особено од јавното здравство, дека има голем недостаток на профилите од кај нас на медицински сестри, акушерки, лаборанти и така натаму. Значи да, тоа стои како проблем, меѓутоа од друга страна потребата е голема, а тоа не прави па нам атрактивни за да студентите доаѓаат и се запишуваат кај нас. Значи можност за вработување има и во јавните установи и во приватните. Со добивањето на оваа диплома им се овозможува нели добивање на повисоки звања во здравствените установи како главни медицински сестри и слично. Тоа е една тема која што треба да се дискутира можеби со овие асоциации кои што нон-стоп апелираат и укажуваат на не баш некое големо задоволство од нивна страна, точно заради колективните договори и систематизацијата, за да може да биде се изрегулирано така како што треба и дипломата која што ќе ја добие за висока стручна школа да биде прифатена и призната во институцијата и вреднувана така како што заслужува. Врзано за студиските програми кои што тука се нудат, нели кажавме веќе дека има и доста квалитетен кадар кој што ги обслужува на некој начин, да речеме, студентите, што тука им се нуди на младите кои што ќе решат тука да се запишат во однос на изведување на теорискиот дел од наставата, но исто така и на практичниот. Од наша страна, како институција, преземени се активности во насока на подобрување на научно-истражувачката работа, која што се одвива во лабораториски услови, преку опремување на хемиско-броматолошко-токсиколошка лабораторија и лабораторија за регенеративна медицина на потребите на студентите и универзитетот. Понатаму, постои добро развиена соработка со повеќе здравствени организации, што им овозможува на студентите запознавање и вклопување во нивната дејност уште во текот на студирањето и позитивно влијае врз нивното идно професионално ангажирање. Понатаму, постои пристап до медицински бази. Школата располага со квалитетен академски кадар кој што има значајни резултати во научно-истражувачката дејност, иако школата организира единствено стручни студии. Исто така важно е да се спомене дека материјално-техничките и просторните услови на високата медицинска школа во целост ги задоволуваат потребите за реализација на студиските програми. Рековте поголем број на лаборатории каде што можат и практично да изведуваат дел од она што значи теорија, но исто така еве со оглед на тоа што сте на некој начин и соседи или состанари во клиничката болница во Битола, сите оние практични работи, да кажеме, можете да ги изведувате и да ги следите исто на отделенијата во клиничката болница. Да, значи клиничката болница во Битола, здравствениот дом во Битола, специјалната болница, односно хосписот Сјурајдер, понатаму Институтот за јавно здравје, се наставна база за изведување на практичната настава на студентите од сите студиски програми. Неретко и доктори, лекари, нели, доаѓаат и како предавачи на високата медицинска школа. Да, на високата медицинска школа имаат избор не само редовно нормално вработени наставници кои што се во редовен работен однос, имаме многу предавачи, висши предавачи и професори на нашата стручна школа кои што се вработени и во клиничката болница и во другите здравствени институции и високообразовни институции и даваат услуги за едукација на нашите студенти зависно од нивната специјалност. Ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц.
Što ako znam za dvajcata nas ovde je krajo, se pražuvam pak, ti da li si sam, zgasne li sjajo. Za godina dve, kje pomine se, kje probaš da me pronajdeš, ostaven sam na sebe. Сега знай, ти денес можеш все още со љубов да ме добиеш и да ме задржиш за час. Не се бориш ти за нас, се помалку со секој ден, ќе имам љубов за тебе и сите спомени ќе стигнат со тие дни. За година-две ќе помине се, ќе пробаш да ме пронајдеш, оставен сам на себе. Сега знај, ти денес можеш се уште со љубов да ме добиеш и да ме задржиш за час. Не се бориш ти за нас, се помалку со секој ден, ќе имам љубов за тебе и сите спомени ќе стигнат со тие дни. Сега знај, ти денес можеш се уште со љубов да ме добиеш и да ме задржиш за час. Не се бориш ти за нас, се помалку со секој ден, ќе имам љубов за тебе и сите спомени ќе стигнат со тие дни. Почитувани слушатели, ве подсетувам дека ја следите емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, а денеска во рамките на представувањето на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, ја представуваме Високата медицинска школа, разговараме со директорката на школата, професор доктор Тања Јовановска. Директорке, претходно кажавме за студиските програми на Високата медицинска школа, кои што ги нудите на прв циклус студии, но да кажеме дека има тука и втор циклус на студии, па еве на некој начин се добива и едно повисоко образование. Да, по завршувањето на прв циклус стручни студии, веќе од 2012 година, на нашата институција се акредитирани студиски програми, односно специализации за втор циклус студии, кои се тие. Имаме специализација за интензивна нега, специализација за семејна и патронажна грижа, специализација за ментално здравје, специализација за геронтологија и палијативна грижа и сега во тек е акредитацијата за специализација за онкологија. Тоа се за студиската програма Општа медицинска сестра. Понатаму за студиска програма Медицинско-лабораториски аналитичар има специализација за биохемиски анализи,
За студиска програма физиотерапевт, специализација за рехабилитација во ортопедија, хирургија и травматологија и специализација за радиолошките технолози, тоа е специализација за компјутеризирана томографија и магнетна резонанца. Што значи ова? Станува збор за специјалистички студии во траење од 1 година, кои носат 60 кредити и по завршувањето студентот се стекнува со звање специјалист од дадената област. И уште еднаш потенцирам, специјалистички стручни студии. Тоа е веќе втор циклус. Втор циклус специјалистички стручни студии, да. Голем избор и на втор циклус студии, студиски програми кои што им се нудат. Па еве, каква е заинтересираноста досега, како за прв, така и за втор циклус студии? Да, можам да се пофалам со оглед на околностите во кои што обстојуваме, дека сме атрактивни на вистина и за прв, иако имаме една тенденција на намалување на бројот, меѓутоа тоа се должи на наталитетот, на отварањето и отварање на многу институции од овој вид. 88 година, како што кажам, бевме единствени, меѓутоа сега имат можност да студираат во различни градови, зависно од тоа каде припаѓаат студентите во кој дел од државата. Меѓутоа, задоволна сум и јас и секако и менеджерскиот тим во школата со тоа што последните 2-3 години интересот за втор циклус студии повторно е зголемен, како што беше, да речам, и на самиот почеток во 2012 година. Тоа веројатно се должи на промена на тие колективни договори и систематизации во институциите од каде што доаѓаат здравствени институции нашите студенти. Во однос на бројот на дипломирани студенти на прв, на втор циклус студии, што би можеле тука да ни кажете? Да, еве вака. Во моментот активни студенти на прв циклус студии се 546. Досега, во овие 35 години, вкупно дипломирани студенти на прв циклус студии се 3898. Тоа е една бројка на вистина респектабилна. Активни студенти на втор циклус моментално 142 на сите студиски програми, а вкупно специализирани во овие 10 отприлика години на втор циклус стручни студии 226. Значи, мислам дека бројките доволно зборуваат за интересот и атрактивноста на овие програми и институцијата. Навистина, бројки на кои што можат други да позавидат. И еве сега се трудите во овој период, а и претходно, нели, додека трае прочем цела учебна година, се она што го работите, да им дадете една вистинска слика за школата. Предпоставувам дека ги посетивте веќе сите средни училишта во градот, меѓутоа и во регионот од каде што доаѓаат студенти. Да, имавме можност да бидеме присутни во средното медицинско училиште, понатаму доаѓаше и паралелка од средното училиште Таки Даскалот, имаат смер за козметичари, така да ние на некој начин сме атрактивни за таа паралелка за тие студенти и од страна на нашите, еве да се пофалам, имаме двајца предавачи од помладата генерација кои што максимално се вложуваат и се трудат да му доловат и да им дадат можност на идните студенти да им представат што значи високата медицинска школа и што значи да се студира во оваа институција и што се може, што нуди уствари од страна и на теоретска, меѓутоа многу битно за идните студенти практичната настава. Добро, сега во оваа прилика кажете ни од каде се можете да очекувате студенти. Не останува само средното медицинско училиште, тука може да конкурират и ученици од другите училишта. Да, најповеќе, еве вака во пракса, студенти кои што доаѓаат кај нас, секако се средното медицинско училиште од Битола и помал број од другите средни училишта, меѓутоа исто така доаѓаат регионално, значи од Прилеп имаме ученици, од Охрид, Ресен и да речам поредко од другите градови. А во однос на образованието што претходно го стекнале? Значи имаат можност да се запишат, меѓутоа според закон, исклучиво со државна матура. Да, во секој случај државна матура. Државна матура. Претходно можеше и со училишна, односно со завршен успех, меѓутоа законот не дозволува, значи можност имаат да се запишат со државна матура и тие кои што учеле, односно постарите генерации пред воведувањето на државна матура. Добро, сега, можат ли да се запишат, еве да речеме, ученици кои завршиле техничко училиште, економско училиште? Можат и се запишуваат, иако во текот на студирањето се студират, нормално има пречки од аспект на совладување на латинска терминологија, практична настава, меѓутоа да,
имаме и такви случаеви. Меѓутоа тука се и колегите да помогнат онаму каде што треба, а кога се работи за колегијалност, можеме да кажеме дека навистина студентите што се вели живеат меѓу себе. Тоа можев да го забележам и на бројните настани кои што ги имавте организирано во изминатиот период. Значи една студентска дружба постојано има. Да, на наше задоволство да постои тоа и нас ни е тоа и целта да можат студентите и меѓусебно да комуницират. Имавме, знаете, последните 2 години пандемијата го направи своето, така да немавме можност за физичко присуство, меѓутоа кај нас можам да кажам дека исклучиво наставата се одвива со физичко присуство ова година па и претходната. Физичкото присуство е нешто што е неопходно со оглед на тоа што тука освен теоријата, како што кажувате, или многу повеќе внимание се посветува и на праксата, на практичната работа, а работата со пациенти е нешто што мора да се искуси од прва рака, што се вели, мора да најдат начин да бидат блиски со пациентите и да им помогнат, а без физичко присуство тоа тешко би однело. Да. Тоа е, да, теоријата е едно, меѓутоа практичната настава за овие стручни студии е најважна, би рекла, и ние навистина се трудиме максимално сите часови кои што се предвидени да се одржуваат и да биде практичната настава на завидно ниво, за да можат студентите веќе кога ќе излезат од институцијата да бидат делумно ќе кажам, подготвени да се вклопат во институциите каде што ќе бидат вработувани. Ќе направиме сега уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Почитување уште еднаш ќе кажам, останете заедно со нас на 90,8 МГц да слушнете што уште се нуди на Високата медицинска школа во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски. Малечо бев и уште не знаев дека плачат и возрасли. Одеднаш глеј врз мојот хартиен змеј капна солзина, мајка ми. Во сочни лица оловна тишина и прекриени огледала. Невени парен број донесе стариот мој и тивко шепна, најмила, не ти е лесно, знам, мислиш светот се распаднал, а секое лошо за добро е, што и да е ке помине. Стоиме вљубени јас и ти крај оној јануарски воз и желба во очи твој маслинести до Мостар да направиш мост. Околу нас пијани гласови пеат ој машино стоти пат. Место заклетва ти реков зборови, штом појдам да останат. И не ти е лесно, знам, мислиш светот се распаднал, а секое лошо за добро е, што и да е ке помине. Нашата љубов уште живее, има име и ангелски лик. Спунето стои на прагот на стварноста со своите розови кошмари. Твоето срце како лавица над неа блеи ноки, место приспивна со стара вистина и бришеш први солзи љубовни.
значи да се предадеш, затоа не плачи. Ме имаш мене и души ме, што и да е, ќе помине. Ме имаш мене и души ме, што и да е, ќе помине. Професорке Јовановска е во завршниот дел од емисијата за Универзитетот Отворено, кога ја представуваме Високата медицинска школа. Рете да се пофалите со уште доста работи кои што тука се случуваат на Високата школа медицинска, а една од нив е меѓународната соработка. Нешто што веќе години наназад, би рекле, традиционално е воспоставена и продолжува и понатаму. Да. Во однос на меѓународната соработка, школата има многу активна соработка во рамките на Еразмус Плюс програмата и Европската сестринска мрежа ИНМ, како и преку билатерални договори со други држави, со Високата медицинска школа во Белград и Чуприја. Што значи со Еразмус Плюс мобилностите, што се случува? Школата има подпишано 19 билатерални договори преку оваа програма со универзитети од цела Европа. И тоа, ќе споменам дел од нив. Бугарија, тој е универзитет во Варна, универзитет Пловдив, Стара Загора. Турција, тој е универзитет во Малтепе, Истанбул, Едрене. Во Грција, универзитетот во Јанина. Со Хрватска, универзитетот во Риека. Словенија, универзитет во Љубљана. Белгија, Данска. Швајцарија, универзитетот во Берн. Полска, Шпанија, Италија, универзитетот во Фоџа и не ги споменав баш сите. Со ова Еразмус Плюс програма имаме доста студентски излезни мобилности од сите насоки, односно од сите студиски програми од Високата медицинска школа, што значи и општа медицинска сестра и физиотерапевти. Меѓутоа имаме и многу влезни мобилности преку ова, затоа што сме интересни и за студентите кои што доаѓаат, особено од Бугарија, би рекла, се доста чести студентите. Овие договори на студентите, со овие договори им се нуди можност за студирање или обука во друга земја, во друг универзитет, во период од најмалку 2, а најмногу 12 месеци во годината. Можете да се пофалите на вистина со голем број мобилности кои што ги имате остварено, поточно студентите од Високата медицинска школа ги оствариле и сте меѓу врвот на единиците на универзитетот кои ја користат ова погодно што се нуди преку Еразмус Плюс програмата. Да, тоа е така и како што кажав, сме на вистина и атрактивни и интересни за студентите кои што доаѓаат и од најразвиените европски држави. Она што не издвојува како институција од овој вид, како стручна школа, висока медицинска, ние сме единствени во нашата република. Од 2012 година Високата медицинска школа е членка на Европската сестринска мрежа, како што кажав, единствена, а тоа е респектирана меѓународна организација која што е основана во 1994 година. Што се овозможува, што нуди ова Европска сестринска мрежа? Преку таа мрежа остварени се многу конгресни средби, понатаму многу проекти. Како, например, ние бевме и домакини. Во 2021 година се одржа во рамките, преку ова сестринска мрежа, Trainers проектот, односно тренинг за интеркултурна компетенција на медицински сестри и студенти, кој што се одржа во Битола со еден интензивен тренинг, што значи Високата медицинска школа беше домакин на годишната конференција на Европската сестринска мрежа, на која што се дискутираше за важни прашања поврзани со едукација на сестрите, и тоа беше периодот на пандемија. А во рамките на тоа се одржаа состаноци, обуки, работилници помеѓу сите партнери и со заедницата пошироко. Меѓутоа сте биле и како домаќини на голем број студенти кои што се присутни тука. Да, во рамките точно, во рамките не само на Еразмус Плюс програмата, во рамките на имавме пред неколку дена замина имавме студенти од Финска, имавме студенти од Шпанија, па имавме од Данска.
нон-стоп доаѓаат студенти кои што 2 до 3 недели престојуваат во школата, имаат можност да се запознат не само со начинот на организирање на наставата, со нешто што е поразлично од нивната држава, практичната настава, меѓутоа, она што сме особено привлечни, интересни, тоа се меѓучовечките односи, па прифаќањето нивно од страна на нашите студенти, па се она што можат да го видат не само во Битола, и во Охрид, во Крушево и така натаму. Да, сум имала прилика да разговарам со гости, студенти кои што доаѓаат тука кај вас на Високата медицинска школа, и она што го истакнуваат тие при тие разговори, кажуваат дека посебно им е интересно и привлечно тоа што, например, кога се изведува практичната работа, се мислеше на одделенијата тука во клиничката болница, гледа таа голема поврзаност помеѓу лекарот и медицинските сестри. Во случајот, дека тоа велеа, нели, дека тоа не било случај или не било во толкав степен високо како во земите од каде што доаѓале. Тоа е така, сигурно, тоа се системи, високо развиени здравствени системи, секако дека можностите се поинакви, поставеноста е поинаква, меѓутоа она меѓучовечка поврзаност, ќе кажам, нас не избавува за разлика од нив и тоа не прави посебни. Сега рековте дека и голем број проекти се реализирани благодарение на Еразмус програмата, меѓутоа и проекти заеднички организирани со таа сестринска мрежа. И во тек сега има еден проект кој што го реализирате врзан со Еразмус, мислам, програмата. Да, имаме проекти, сме реализирале проекти, како например, како што кажав, тренинг за интеркултурна компетенција на медицински сестри и студенти, понатаму развој на модел за улогата на медицинската сестра во третманот со лекови, рамолек. Тоа се проекти преку ИНМ мрежата. Реализирани се проекти преку ИПА програмата, преку програмата за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Грција. Во рамките на Еразмус Плюс програмата, во тек е и проектот Онколошки третман низ призма на истражувањата во мултидисциплинарни организации со акроним ОНИМУЛ. Така да можеме да се пофалиме и на тоа поле. Во тие проекти вклучен професорскиот кадар на Високата медицинска школа, меѓу другите, но тука се и студентите кои што не само што гледаат како се работи на проекти, туку и ним се даваат одредени задачи кои што треба да ги извршат. Тие се вклучени, беа вклучени, имаат можности да посетуваат и странски држави. Минатата година беа дел од студентите вклучени во проектот во Данска, во Силкеборг, така да тоа не изостанува и дава можност и понатаму да ги вклучуваме. Кога би имале и понатаму други проекти, секако нашите студенти. Овие работи посебно ги спомнуваме во текот на овие разговори, се со цел да им кажеме на оние кои што ги очекуваме како студенти на универзитетот, во случајот на Високата медицинска школа, дека навистина доста внимание се посветува не само на учењето, значи на она што значи теорија, на она што значи практична работа, туку и на вакви, можеби ќе ги наречеме воншколски активности, каде што можат да научат и нешто ново, меѓутоа и да се да усовршат во она што го одбрале како своја професија. Да, значи студентите имаат можност на вистина да добијат и квалитетна настава, и теоретска, и практична, меѓутоа и оние воннаставни активности, затоа што, како што видовте од ова што делумно го изложив, немав можност се, меѓутоа дава простор за да, ете така, бидеме и понатаму атрактивни, и како што реков, ова се доволно зборува за квалитетот на Високата медицинска школа, можностите и условите кои што ги нудиме за идните студенти и секако ги очекуваме во доволен број или барем во ист, ако не во поголем од минатата година. Вие за крај што ќе им порачате? Ќе им порачам да не се двоумат, нема да погрешат доколку не изберат како институција, за да можат да го оформат своето образование на додипломски, па дури и овие втор циклус студии, затоа што навистина им пружиме доволно за да можат да бидат квалитетни. Ви благодарам за разговорот, ви благодарам за одвоеното време. Посакувам добро здравје и секако се гледаме и се слушаме во друга прилика. Ви благодарам многу.
сваќаш, не ме прашуваш дали ти е се едно, не ми кажуваш како ми е не сваќаш, не ме прашуваш дали ти е се едно, не ми кажуваш. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука бие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Како ми е не гледаш, не те засега, толку ти е неважно каде од сега. Како ми е не гледаш, не те засега, не гледаш, а во мене нешто умира. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука бие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. Едно срце имам, душо, срце влюбено, по тебе ми чука бие ко излудено. Едно срце имам, душо, срце скршено, нема не вери да трпи, се е свршено. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тандарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Најдрага моја, кога горки зборови течат од усни, тонат сите бродови, страст неразумна, рака под рака, певме до лудост ничии, лесно без мака, верни и неверни, од глупости и суета, не ни успеа. Верувај, ништо намерно не сакав да ни се случи најлошо. Гордоста не донесе до дно, можам да не те сакам, не да заборавам, за тоа ќе си ми должна до крај.
случи лесно без мака. Верни и неверни, страст неразумна. Вечером морам, без да го потрошам за било која. Јас да се утешам од глупости и суета. Не ни успеа. Верувај, ништо намерно не сакав да ни се случи најлошо. Гордоста не донесе до дно. Можам да не те сакам, не да заборавам, а за тоа ти си ми должна до крај. Укло ФМ Битола, јуни 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола. Избери квалитет, избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло ФМ Битола 90,8 МГц.